Виничанец се бори за Гинис. 91 годишен маж од Виница, најверојатно и најстариот кандидат за советник кој досега има учествувано на локални избори. Тој е на 5-то место на листата на една политичка партија. Но и Берово не заостанува. Таму пак 83 годишна жена се уште е со амбиции да направи нешто подобро за својата општина, доколку беровчани одлучат да гласат за незината матична партија. Куманово пак го има најмладиот кандидат за градоначалник, 21 годишна девојка. И додека кандидатите за советници и градоначалници ја трчаат последната недела од кампањата, општинските изборни комисии ги прават списоците на гласачи, кои поради старост или болест ќе гласаат еден ден порано. Во Источна Македонија, според бројот на гласачи, најмногу пријавени има во Делчево, дури 306, а во Штип најмалку. Заклучно со полног синуќе беше крајниот конечен рок за пријавување на лицата кои што не може да го остварат своето право на денот на изборите, односно болни и немокни лица кои што гласат ден пред изборите. Моментално во Штип имаме 145 такви лица кои што се пријавени и моментално како база на податоци ги обработуваме и седницата на Општинската изборна комисија ќе биде на 12 во 10 часот, каде што ќе ги разгледуваме сите пристигнати барања. Дутре на полнок завршува рокот за пријавување на гласачи инфицирани со ковид и тие ќе гласаат ден претходно. До сабота екипи на центрите за јавно здравје треба да ги дезинфицираат избирачките места. Членови на една општинска изборна комисија од регионот се пожалија дека избирачки места во руралните средини имаат руинирани тоалети и се неупотребливи. Од ДИК соопштија дека тие објекти ги преземаат такви какви што се, а за условите одговорни се локалните самоуправи.